Почитувани гледачи, добра вечер. Наместо игра на тронови, игра на нон-пейпери се случува на Балканот во последниот месец дена. Поној фамозен нон-пейпер за кој се тврди дека потекнува од словенечкиот премиер Јанез Јанша, но и од кујна од Будимпешта, кој секако го негираа сите од Јанша до Европската Унија. Сега се појави уште еден приштинскиот вестник, Кохадиторе објави нов нон-пейпер кој зборува за решавање на косовското прашање. Во него има доста детали во кои се спомнува создавање на автономија за србите на северот на Косово, но и признавање на државата од страна на Србија. Оваа појава на нон-пейпери за многумина не е случајна и тие не доаѓаат, онака не паѓаат од небо, каде што има чад, има и оген, или вели народот, а така најверојатно и во овој случај тие нон-пейпери се појавуваат со причина и треба да предизвикаат нешто. Што е тоа што треба да го предизвикаат? Ќе зборуваме со нашиот вечерашен гостин, тој е Милан Стефановски, воедно безбедносен аналитичар. Стефановски, добар ден, добра вечер. Добро вечер, добро ве најдов. Повторно да се видиме после подолг период. Како што кажав, овие нон-пейпери се појавија некако зачестија во последно време. Јас не спомнав сега дека освен нон-пейперот на Јанша, словенечкиот сајт нецензурирано објави дека во тие дипломатски кругови кружеле уште 3 нон-пейпери, кои исто така не се знае од каде потекнуваат, не се подпишани, нема печат, и сите зборуваат за некаква модификација на границите, за решавање на прашањата на државите од поранешна Југославија, или, како што се тврдеше дека кажал Јанша, за мирен завршеток на распаѓањето на Југославија. Кажете ми прво за почеток во разговорот, што мислите вие, зошто токму сега се појавуваат овие документи и што мислите дека сакаат да предизвикаат со нив? Најчесто нон-пейперите се неофицијални документи кои внатре имаат предлози за решавање на некои прашања. Тајмингот најверојатно доаѓа по неколку елементи, значи така наречените псевдодржави на Балканот. Една е призната меѓународно Босна и Херцеговина, но не функционира според меѓународните правила, бидејќи има проблеми со владењето на правото. Од една страна, нефункционалноста на самата федерација и она што Европската Унија го нотира цело време во Босна и Херцеговина, тоа е борба против организиран криминал, и од друга страна решавањето на статусот на Косово. Во оваа смисла ние можеме да лоцираме зошто нон-пейперите сега се актуелни. Тоа не е страшно сам по себе. Ние имавме и француски нон-пейпер за како да течат методолошкиот пристап кон членството на новите членки во Европската Унија. Нон-пейперот е една... Да, само што тој беше јавен, не беше... Така, тоа беше јавен. Не беше но поентата беше ние имаме сензибилност кон нон-пейпери, токму заради тоа што во решавањето на македонско-грчкиот спор постоеја нон-пейпер. Иако беа јавни, ние имаме сензибилност кон тие, бидејќи кон тие нон-пейпери, тие документи, бидејќи тие најчесто на Балканот доаѓаат во форма од кујни на трети држави кои не сакаат стабилност. Ние можеме да го перцепираме нон-пейперот само во однос на недефинираните, односно незавршеното српско-косовско прашање. Но зошто да не разгледаме да видиме од друга перспектива, ако американската дипломатија го става Западен Балкан во топ 5 приоритети да постои политика на Европската Унија кон забрзано членство на овие земји во Европска Унија и во НАТО. Ако Берлинскиот процес кој лани го државме ние и Софија, исто така нотира елементи кои треба на овие простори да има развој на инфраструктура и развој на коридорот 10, би било и очигледно и очекувано да некои земји кои не мислат добро на овои региони, не и се контра развојот, односно петентирањето на Европската Унија и американската доктрина на Балканот, да продуцираат и вакви лажни вести, бидејќи нон-пейперите, се што ги спомнавте, практично од авторитетите на Европската Унија и на Соединетите американски држави, вчера имаше и Стејт департментот, се огласи по ова прашање, ги става во контекст на лажни вести,
од една страна, а од друга страна дури и да се лажни вести, тој што седнал да го напише тоа, се граничи со лудост, бидејќи мирно никогаш Балканот не може да се да редефинира граници. Никако не постои, значи од 91 до 95 година овие граници се сега се базираат на конфликти на етничко чистење во Сребреница. Дали и во Босна, и во Србија, и во Хрватска постојат мултиетнички општества? Да. Дали во Србија и Косово, конфликтот во Србија и Косово имаше етнички чистење? Да. Дали сега тие се мултиетнички? Да. Моноетнички држави да постојат на Балканот без испукан куршум, тоа е едноставно невозможно и повторно би потенцирал дека за жал овие нон-пейпери се подготвени веројатно во други којни, а не во Лјубљана или Ова што го Косово. кажувате е интересно, бидејќи тие нон-пейпери доаѓаат во исто време со менувањето и на американската администрација, значи се појаваат паралелно со тој процес, како што самиот кажавте, со зголемениот интерес на Соединетите американски држави за Западниот Балкан се појавија и овие фамозни нон-пейпери. Апсолутно, видете, значи во геополитиката и во геостратегијата една состојба со друга состојба не се исклучува, туку се надополнува. Берлинскиот процес, германското претседавање со Европската унија, притисокот на американската администрација, инвестирањето на американската економија во гасната централа на Александрополис и инсистирањето на коридорот 10 да биде под интерес на Соединетите американски држави, некои сили на трети држави им дава немир. И практично, ако се сеќавате во таа тврда десница или радикална десница, која се разви врз база на мигрантското прашање, кои сакаа да направат редефинирање во Европската унија, некриено, нескриено имаат отворени политики за подобри односи со Москва и на некој начин нефункционирањето на мултикултуризмот. Во неколку десни партии постојат во платформите. Тоа збори дека постои, иако е минимално, постои платформа да се развиваат вакви нуспојави. Но јас вака би гледал, нон-пейперот направи повеќе добро отколку лошо, затоа што ги мобилизираше сите авторитети во Европската унија и авторитетите на Соединетите американски држави, веднаш ги осудија тие идеи и практично со неколку изјави за инвестирање во инфраструктура и во развојот на коридорот 10 би ги практично блокирале овие поразителни идеи, луди идеи. Да, го спомнавте коридорот 10, ке зборуваме за тоа, да останеме уште малку за овој последниот нон-пейпер кој е објавен од Кохати Торе за Косово. Интересна е реакцијата на председателот, на српскиот председател Вучик за него, додека претходниот нон-пейпер беше некако веднаш отфрлен од сите се оградија од него. Председателот Вучик за овој нон-пейпер вели дека е интересен. Тој вели тоа е интересен нон-пейпер, вели составен од некого многу паметен, жена, да. после додава вели паметна жена. Сега ние може да претпоставуваме на кога алудира, дали мисли на Ангела Меркел, дали некој друг, може би не, може би некоја друга жена, не знаеме, фон дер Лајен или некоја трета или четврта, не е битно. Може и двете германки и може би, да. комисија. Да, може би и тоа, но интересна е реакцијата на председателот Вучик, бидејќи не го отфрли веднаш, не се огради, туку рече ние внимателно ќе го анализираме. Бидејќи вели 70 од 80% од нон-пейперот е тоа што ние го бараме, вели некој многу паметно го составил и едно вика работа која е неприфатлива за нас, а тоа е признавање на Косово. Но пораката на Вучик, како ако гледаме, ако ја отфрлиме пораката која е наменета за јавноста, која е дел од популизмот, која, значи, ми се чини дека е некакво подготвување терен, бидејќи тоа што го кажа Вучик е отприлика компромис, нели, нешто за нас, нешто за нив, и да се најдеме на средина. Како да прави за овој нон-пейпер некаква подготовка, дали така ви личи? Се сеќаваш сега на предлогот или Инденска Македонија за претходно, после тоа да дојде? Бев во Софија кога го кажа премиерот Заев, баш таму бев кога го кажа Инденска Македонија. Потоа дојде Северна Македонија. Да. Веројатно во тајната дипломатија
пуштањето на пробни балони преку нон-пепери имаат за цел да подготват јавноста за некаква можна разврска. Може би првиот нон-пепер да биде подиструктивен и поопасен од една страна, а вториот да биде поприфатлив. Но и во двата нон-пепера на нотирана е Србија со некаква си компензација. Но Да, оска на двата нон-пейпера е Србија и Босна и Херцеговина и Косово. Тука е оската, да. Лично прашање. Така, но во првиот нон-пейпер Албанија треба да се спои со Косово. Да. Албанија е земја членка на НАТО, нема да се дозволи од практичен насвет, бидејќи концептот на НАТО и на Европската унија да има загарантиран територијален суверенитет и интегритет на државите. Да не забораваме, во првиот нон-пейпер имаме и компензација кон Хрватска, односно Да, во Босна. да. Во вториот нон-пейпер, иако е осуден од меѓународните авторитети дека станува збор за лажна вест, ако ја следиме изјавите на американската дипломатија по победата на Џо Бајден, дека веднаш би се фокусирал со решавање на косовско-српското прашање, може би ова е почеток на други нон-пейпери, односно да се припрема јавноста за можни компромиси. Вие имате И онаа нон-пейпер. честитка на Бајден за денот на српската државност, која заврши со признавањето. Последната реченица е да постои взаемно признавање помеѓу Србија и Косово. Од една страна ви имате нон-пейпер која задира во чувствителноста на двата народи, и потоа имате во истиот ден така наречена компензација дека овој дел на Европа би бил развиен со соодветни кредитни линии преку развијање на коридор. Јас затоа нон-пейперот го спојувам практично со инфраструктурата, односно со развојот на коридорот. Да, излегува ден по ден, фактички. Во истиот ден. Во истиот ден, да. Така. И осудата на Стейт Департментот на нон-пейперот, ако видите во вториот дел на изјавата на Стейт Департментот, пишува развој на регионалната соработка на економско ниво и на инфраструктурно, елиминирање на руската енергетска уцена и практично заштита на инфраструктурата и на економијата и индустријата од лоши кинески практики. Значи во истото практично од Стейт Департментот изјава, односно осуда на овој пампер, во вториот дел се осликува развојот на овој дел на Европа, односно они даваат сигнал дека гарантори на овој дел на Европа, ако овие точки на решавање на Србија и Косово ќе биде во зона на интерес на Соединетите американски држави. Ден пред тоа го спомнавте коридорот 10, председателот Вучик се врати од Брисел, каде што исто така имаше интересна приказна. Не само што Европската унија ќе инвестира во тој коридор 10, во градење на брза железница до македонската граница, туку претходно планот бил тој проект да го финансира Кина. И Европската унија, според председателот Вучик, сега како што вели, им кажала, не, ние ќе ви дадеме подобри услови, ќе го финансираме ние. Тоа е токму ова што го велиме. Значи, едно тешко големо инвестирање во еден коридор кој треба да ја спои Средна Европа со Јужна Европа, кој ќе оди доле скроз до Атина. Така. И кој ќе поминува низ Северна Македонија, се разбира. Да. Околу нон-пейперот да се задржиме уште малку во Европа и таму каде што ние одиме, декларативно и ние и Србија и сите земји членки на земји членки на Балканот кои гравитираат и сакаме да гравитираме прво со Унија, не постојат моноетнички држави. Нема суштина нон-пейперот ако вие сакате да прекроите граници. Кој мир вие би го обезбедили? Освен ова што го анализираше и ти и сега јас, дека можеби нон-пейперот има друга позадина, да припреми јавноста за можни компромиси. Полни секако. Добро, овој вториот сепак треба да се нотира дека не предвидува промена на граница. Значи, предвидува поголема автономија на Србија во рамки на Косово. Така е. И тоа Србија во изминатите неколку години не го крие и јавно бара во преговорите да имаат некаков загарантиран статус на Србите во Косово. И рече се е известно дека било какво решение да се, доколку се постигне некакво решение кое би било проследено со признавање на Косово страна на Србија, сигурно би било условено со забрана на припојување на Косово кон Албанија.
за создавање на таа така наречена голема Албанија. Претпоставам дека Од- тоа би било дел од пакетот сигурно. Апсолутно од Косово. Бидејќи сегашниот косовски устав ако то се е таков. случи, Мислам да. и сегашниот устав на Косово е таков, Од да. Кумановскиот договор па навака и сите авторитети на Европската унија и на САД ја праќаат пораката дека ако две држави се спојат, може да се јават други апетити. Европа 2 години е свежа Каталонија во Шпанија, борбата за независност. Тука е прашањето со Крим, ситуацијата во Украина. Не постои стратегија на решавање на спор кој предвидува двестување на две држави, односно формирање на една голема држава. Сигурно во некои документи тоа ќе биде нотирано. Компензацијата за да се инвестира во коридор 10 од таков размер на тоа е прескап коридор. Ако можеме да посетиме на тој од Австрија почнува, завршува во Грција. Со 4 крака, сите завршуваат во Хрватска, едниот завршува од Велес према Миџитлија, односно Игуменица. Компензацијата на овој регион со затворање на тие отворени прашања значи дека ќе постои шанса на инвеститорите, односно желбата на Европската унија да инвестира во овој дел на Европа. За овој коридор, односно за оваа геостратегија, не е заинтересирана само Европа. Да не заборавиме Кина и иницијативата 17+1. Да не заборавиме дека Русија имаше идеја да поврзе тука некои нафтоводи или гасоводи. Ова е Балканот е една од најголемите геостратешки положби на светот. И единствена положба преку Африка и Азија да влезеш во Европа. Не случајно ото фон Бисмарк кажал дека кој владее со Фредерската долина, владее со портите во Европа. Сите воени действија Прва, Втора светска војна и фронтовите говорат дека за оваа територија се заинтересирани и други страни. Затоа оди решавањето на Косово и инвестирањето во овој регион заедно. Тоа што на Вучич му е понудено. Кинеската понуда е поскапа од Београд до Ниш. Европската унија даде подобро финансирање на тој проект. Практично ќе сака да ги истисне другите земји кои го гледаат ова подручје за развој на нивните интереси. Што се случува и што е добро за нас? Ако Европската унија е спремна, значи јас мислам дека не е целосен коридор од 10 ако брзата железница биде до Скопје. Брзата железница треба да биде проектирана до Солон, која на Солон има стратешко пристаниште и каде што американците градат гасна централа на Александрополис. Вучиш вика еден дел Скопје, Солун, односно Атина, и едниот дел е Ниш, Софија, Истанбул. Тоа се стотици милиони евра. Коридорите не се развиваат како порано традиционално во сообраќајна смисла на автопат. Сега, коридорите имаат друго стратешко значење. Тие попратно одат со енергетски коридори и со транспортни на брза железница. Не е само автопатските решенија. За да ова функционира и за да ова има бизнис, потребно е да има мирно подрачје, односно затворање на сите отворени прашања на Балкан. Да. Во однос на ова на нон-пейперите на минување на Затоа границите, реков, нон-пейперот ни направи нас услуга, ги разбуди сите, дека треба да видиме да инвестираме во регионот, да не имаме проблеми кога ќе се разбудиме, да не дојдеме да граничиме со Кина, со Русија или со некои други режими во соседството. Имаше едно образложение, објаснување за оној првичниот нон-пейпер на Јанша, дека тие што го виделе имале забелешки на него. Се разбира, се ова не е официјално, се ова не докажано. Ние анализираме на нешто што не е официјално. Е пренесено така, можеме да веруваме, можеме не, тие се информациите, дека тие што го разгледувале тој првичен предлог за Јанша, кога кажале за Црна Гора и за Македонија, кажале доколку ова се случи, нивните забелешки биле доколку се спојат Косово и Албанија, тогаш ќе има проблем со националистичките, со српските националистички кругови во Црна Гора и со албанските во Македонија. Но тоа е проблем бидејќи тие две држави се членки на НАТО. Значи, веќе тука членството на НАТО, значи во тој нон-пейпер игра очигледно улога. Колку сега македонското членство на НАТО може на некој начин да ја заштити државата од овие влијанија кои на Балканот се секогаш актуелни? Апсолутно. Да не забораваме на малиот Шенген, не случајно бевме ставени ние Црна Гора, Србија и Албанија во малиот Шенген. Тоа беше пораката дека овие земји одат
во пакет за членство во Европската унија, Србија и Црна Гора се нешто пред нас во преговорите. Ние сега малку каскаме со безсмислениот на Софија, односно на Бугарија потек кон нас. Во принцип, единствен гарантор на непромени на границите на на самата срж, на самиот контекст на НАТО е непромена, односно гаранција на територијалниот интегритет. Кога ние зборуваме, кој се сеќаваш и на други емисии сме гостувале заедно или кога ќе дебатираме, овие анти-НАТО струи во Македонија кои за среќа се многу минорни, кој ќе нас нападне, дали ќе има војна со тенкови, кои се тие закони нас што ќе не загрозат. НАТО не гарантира за внатрешната стабилност. Ева, ако не постоеше НАТО, Турција и Грција ќе влегува 50 пати во војна. А ако не е сега НАТО, веројатно во некој следен нон-пейпер и ние Црна Гора би биле ставени во некој, еве ни не леговме во НАТО. Пример, сега да земеме хипотеза, немаше двете етниско мнозинство, не влегуваме во НАТО. Дали ние ќе бевме ставени во нон-пейпер? Ќе бевме ставени. А ако бевме ние ставени сега во нон-пейпер, кој сигнал праќаме на инвеститорите? Кој ќе дојде да инвестира? Да. Значи ќе станеме сиромашни, а ако има сиромашни ќе има национализам, и кој ќе ни гарантира дека ние нема да бидеме во следен конфликт на некоја разврска? Гаранцијата, односно на американската дипломатија, процени дека нашиот интерес, односно на Грција интересот да не блокира, е многу поголем од интересот на НАТО е многу поголем отколку нашите ситни политички интереси. Што е добро за овие нон-пейпери и што е добро за ова посветеност на американската дипломатија за нас? Минорна ќе биде Софија. Интересот на Софија кон нас во однос на тоа да они го затворат овој проблем. Јас очекувам американската дипломатска булдужер иницијатива да го реши што поскоро прашањето, отвореното прашање на Македонија и Софија, токму заради овој економски што кажуваш ти. Нивниот интерес за продор на други држави е многу поголем отколку ситниот интерес на Софија за некој историски лик. Гаранторот на НАТО е безбедноста на државите да бидат од сите можни загрозувања и внатрешни и надворешни. Еве го моментот кога ние зборевме дека ќе дојдат процеси пред решавањето на српско-косовското прашање, дека ние ќе имаме можност да бидеме загрозени како држава. Зашто вие мислите дека заради подобра преговарачка позиција и поголема моќ Русија не лесно би иницирала конфликт во Македонија, во Србија, во Црна Гора, во Косово? Па и руски разузнавачи беа протерани пред неколку години во Црна Гора. Да, веројатно имаше и цел процес за тоа. Цел процес, така е. Веројатно американците изгледа вака мислат повеќе од нас за сосвената наша безбедност. Овака апел на тие што се анти-НАТО сили да го размислуваат, се да гледат овие околности. Да, немаме уште многу време, уште еден кус одговор. Ја спомнавте Бугарија. Ајде да одиме скроз во една теорија на заговор, популарна е. Значи, оние сили во Бугарија, кои онака народски кажано му кажа не на Вашингтон, и кој има еден подрзок, поарогантен однос, им кажа на американците да си ја гледаат својата работа, дека никој не може да изврши притисок врз Бугарија да го смени своето мислење. Каракачанов ги навреди членовите вработените во Стейт департментот. Да, значи Каракачанов, Захариева и Бојко Борисов, кој не го кажа тоа, но бидејќи има шеф по дефолт, тие три лика после овие избори во Бугарија ги нема. Значи, ги нема веќе на политичката сцена. Бојко е уште тука, но не може да се остави влада, очигледно е. И се очигледно е дека втората Слави Трифунов ќе игра поголема улога. Во контекст на коридорот 10 и развивањето на таа брза пруга од тоа стратешко партнерство кој се разви после Преспанскиот договор на Македонија и Грција. Значи, коридорот 10 завршува во Австрија со крак према Будимпешта. Бугарија пропушти, они историски пропуштаат стално да се приклучат кон некакви си фактор за стабилност на Балканот. Видите која иронија се. Васил Каракачанов, министер за одбрана, седи со американскиот министер за одбрана, доаѓа дома и погредни зборови према Стейт департментот затоа што ни нотирале забелешка дека постојат македонски малцинства во Софија. Никој не се оградува заради тоа што ни гледаат тоа во контекст на изборите. И американците во принцип не се луѓе што ќе остаат на случајноста. И сега они каде завршија? На политичкото историско буниште.
не може да формираат влада, немаат капацитет и веројатно немаат и поддршка да состават таа влада. Во однос на постојната влада, веројатно би се одела со некоја широка влада, бидејќи ниту Слави Трифунов, мислам, спомна дека би имал капацитет да направи нешто постабилна влада, би се чекали председателските избори и после тоа би имали уште еднаш Не, таму сега ќе се оди на уште едни избори, да, Да. мислам дека тоа е повеќе од известно. Но тоа не значи дека фокусот, ако треба да седнат и да не блокираат, тоа би представувало проблем. Напротив, може би имало и друг ефект, да можат вака сега без некој да има одговорност да седнат и да направат продор, односно не блокираат. Да, Стефановски, ви благодарам за ова добро интервју. Ви благодарам и на За вас. состојбата. Почитувани, ова беше Милан Стефановски. Емисијата ја продолжуваме со професорката Лилјана Стевчева, која вклучуваме од Соединетите Американски држави. Почнуваме со разговорот веднаш после рекламите. Останете со нас, ќе се обидеме да разјасниме доста работи околу вакцините, имунитетот и состојбите поврзани со COVID-19.